Можеме ли да го почнеме утринскиот собраниски брифинг со твојата гостинка, да повторам, Велика Стојкова Серафимовска, претеничка на ВМРО ДПМН? Така е, Врдановски, гостина во овој собраниски брифинг, ние претеничката од ВМРО ДПМН, Стојкова Серафимовска. Ќе прозбориме за денешната средба што ќе се случува меѓу Комитетот за односи меѓу заедниците со една друга организација, здруженија на граѓани. Но ќе зборуваме и за денешните собраниски седници, 30-та и 32-та, на која има голем број закони, а сепак тие не можат да бидат донесени поради оној став на ВМРО ДПМН да учествува само во расправата. Добро утро. Добро утро. Накратко најавата ја слушнавте, имаме неколку теми за разговор, времето толку ни дозволува. Да почнеме она што е денеска. Има седница на Комитетот за односи меѓу заедниците, малку е поактивен од оние претходни комитети што ги имаше во претходните собраниски состави. Што ќе биде денешната тема на овој комитет? Значи, овој комитетот за односи помеѓу етничките заедници во Македонија е едно од, според мене, поважните тела, особено во собранието во насока да служи на граѓаните. Целта на овој комитет е да направи зближување помеѓу различните етнички заедници во Македонија, покрај македонската како најголема. Ние сме богати со тоа што имаме повеќе култури, повеќе голема разноликост, и овој комитет всушност неговата мисија и цел е да ги подобри односите помеѓу различните етнички заедници, меѓутоа и да придонесе кон едно разбирање, пошироко општествено разбирање дека повеќе е богатство и е поубаво. Значи, во насока дека ние мораме да размислуваме, да одиме кон нашите сличности, да ги истакнуваме нашите специфики, да се почитуваме, да се толерираме меѓу себе. И сето тоа во едно собраниско тело, како што е овој Комитет за односи меѓу етничките заедници, навистина, еве мојот впечаток, моето искуство е председателката на комитетот е навистина одлично го води комитетот, има една прекрасна атмосфера внатре. И целта е да ги запознае граѓаните за постоењето на овој комитет, особено граѓанските организации кои што ќе може да ни се обратат во било кое време, доколку имаат некоја потреба или проблем за разгледување, дека ќе може да се обратат во овој комитет за било каков проблем или предлог во однос на подобрување на односите помеѓу различните етнички заедници во Македонија. Рековте, Владе, е прекрасна атмосфера, но навистина едно од поубавите комисии. Од сите пратенички групи. Од сите пратенички групи, практично таму не се гледа од пратенички групи, туку се гледа повеќе припадност во етничка заедница, значи имаме македонци, албанци, турци, роми. Но истата таа атмосфера не ја гледаме на собраниска седница. Што се случува денеска е 30-та, 32-та седница, имаме согласно со ВМРО ДПМН на некој начин да се дебатира, но се уште ли обстојува на оној став само да дебатираат, ако ќе стигнат законите за гласање, да не ги поддржуваат. Така, видете, ВМРО има ли повестување во ВМРО во изминатиот период покажа многу голема одговорност, пред се општествена и граѓанска одговорност, бидејќи знаеме во каква состојба е државата. И ВМРО значи особено пратеничката група на ВМРО ДПМН работиме доста конструктивно ние, значи сме насочени во насока да бидеме за доброто на граѓаните. И сега кога велиме за доброто на граѓаните, секако дека според нашите некои сознанија, анализи, значи сето она што ние го добиваме и се подготвуваме за секоја точка на дневниот ред, за секој закон како материјал што го добиваме, значи не сите закони кои што се предлагаат се за доброто на граѓаните, некои имаат навистина оставаат простор за доста подлабоки забелешки и за поголема расправа. Но во однос на поместувањето, значи ние можеме да видиме и вчерашната седница дека имаше поместување, ние сакаме дискусија, значи пред се собранието, парламентот е да се дебатира и да се дискутира. Но не се донесени голем закони. Не дека не се сите закони донесени, еве ние покажавме навистина голема конструктивност и минатата недела се изгласа пакетот мерки
за економската помош на граѓаните, петиот пакет мерки, значи потребата ја изгласавме, да, сега наред се комисиите и ние рековме дека ќе бидеме тука секогаш за поддршка на граѓаните и што се однесува до овој пакет мерки, економски дека се уште не е донесен, но треба да поминат комисиски треба да поминат, да, треба да поминат во комисијата и имаме цел куп амандмани од Алијансата и алтернатива. Што со тие амандмани? ВМРО ДПМН најави дека ќе ги повлечат, но треба прво да го сочекаат исходот од средбата заев села и апримкаци. Што очекува од оваа средба ВМРО ДПМН за да ги повлече сите оние амандмани? Дали наместо тројца сведоци ќе биде прифатливо со 5 сведоци да се добива? Ние, како што реков, ние сме конструктивни и гледаме секогаш за добро на граѓаните. Овој ваков предлог закон како што е за државјанство, нам не ни остава впечаток дека е за добро на сите граѓани. И од таа причина сметаме дека има простор за подобрување на овој закон. И сега да, се чека исходот помеѓу средбата, од средбата помеѓу премиерот Заев и лидерите на Алијанса и алтернатива на албанците. Со тоа што можно е да се предложи некој ново законско решение, можно е да има поместување и таму. Во секој случај ние сме многу свесни како пратеничка група особено, многу сме свесни дека состојбата во државата е навистина алармантна и дека во овој момент не треба првенство, пред се да не бидат политичките поени, туку доброто на граѓаните, особено нивното здравје. И во таа насока ВМРО ДПМН остава простор за конструктивни промени, евентуални нови законски предлози и решенија, и ВМРО ДПМН има своје законско решение во однос на овој закон. Така да почекаме уште неколку дена да видиме што ќе се случи од оваа средба, па понатаму да видиме како ќе се одвиваат работите во собранието. Верувам дека на сите ни оди го прилог да биде одблокирана работата и да продолжиме, бидејќи состојбата во државата навистина алармантна. Значи имаме блокирани неколку закони од сите оние антикризни закони за подобрување на економската состојба на работниците кои веќе немаат земено плата за февруари, март, април тече. Како коментирате ово однесување на Алијансата со оглед дали треба на ваков начин да се собираат политички поени? Сепак тоа е политика. Така, да. Сепак тоа е политика. Али сепак е собрание во кое граѓаните очекуваат да се работи за нив. Но знаете како, јас не би рекла дека тука само политиката, особено во ова што го кажувате за петиот економски пакет, бидејќи имаше вака едно некако нејасно малку зошто толку се доцнеше па од предлогот од владата додека стигна до собрание помина 1 месец, па додека влезе во процедура помина уште известен подолг период. Од кога влезе во процедура ние навистина брзо реагиравме и помина само неколку дена додека не се закажа седницата и се обезбедија услови за понатамошно проследување на процедурите. Меѓутоа, не е само тоа, граѓаните се повеќе го чувствуваат ова не само здравствена и економска криза, така да не знаеме ние дали пакетот мерки е блокиран само заради политичката игра во собранието или заради некои други проблеми кои што евентуално ги имаме како држава, тоа е проблеми со трезорот, проблеми со буџетот, проблеми со буџетското работење. Знаете дека ние сме и во тешка економска криза. Чекаат граѓаните, точно дека чекаат. Од друга страна, вчера, пред неколку дена, всушност имав разговор со еден од собствениците на угостителските објекти кои што се соочуваат со чудни ситуации, значи навистина им е многу тешко, од една страна треба да исплаќаат плати, од друга страна треба да ги враќаат субвенциите кои што се минатата година дадени, така да тука има простор за поголема една дебата зошто се случува ова и зошто толку доцна се даде овој пакет мерки. Инаку ВМРО ДПМН ние бевме први кои што рековме да свикуваме ковид седници. Навистина така ги нарековме ковид седници во кои што ќе се разговара исклучиво за закони кои што се однесуваат на надменување на здравствената и економската криза. Почна имунизацијата на населението. Како ја оценувате целата оваа состојба? Зашто гледам дека сте активни во ВМРО ДПМН почна со така некои протести, со протести против подоцнежното имунизирање на населението.
населението. Так. И да се оглед на тоа дека ние сме последни во регионот, ако ни ги последните во светот кој што е започна имунизацијата, а и си уште не е започната со таа динамика со која што би требало да биде од вчера, мислам дека веќе само што започна. Да, ние бараме одговорност. Значи мора да има одговорност за оваа состојба. Мора да имаме некаква, значи ние не можеме да бараме, владата не може од граѓаните да бара одговорност, а самата влада да не сноси одговорност. Затоа се тие протести кои што ги организира ВМРО ДПМНЕ под строги мерки, значи ги почитуваме протоколите, но мора да бидеме, ние сме пратеници, што значи дека нашата цел е да го вокализираме оно што граѓаните го мислат или сакаат да пратат таа порака. Во оваа насока ние ги слушаме граѓаните, гледаме дека се исклучително незадоволни и вчера излезе една студија за COVID-19, пост-COVID, значи како се перцепира во очите на граѓаните. Студијата мислам дека е од МЦМС, каде што се виде дека многу висок процент на граѓаните не се задоволни од како оваа влада се снајде и како ја менаџира кризата. Да, сведоци бевме на оние страшни слики на границата и сето тоа што се случува, меѓутоа народот мора на крај оставен сам на себе да се спасува. Имунизацијата започна, тоа е добрата страна, вакцините еве власта најавува дека ќе пристигаат со поголем интензитет. Серафимовска Стојкова, ви благодарам на разговор. Ви благодарам и на вам. Студио, ова беше нашиот разговор со пратеничката од ВМРО ДПМНЕ Стојкова Серафимовска.